Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е госпоја Жаклина Пешевска, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН и председател на Унија на жени на ВМРО ДПМН. Добро вечер, господица Пешевска. Добро вечер. Вака за почеток, вие сте една од тие препознатливи пратеници во Македонското собрание, кои што најчесто се јавувате за збор во собранието, често се наоѓате под обструкции, меѓутоа она што можеме да го приметиме последниот период е неможност на партиите од власта да го обезбедат мнозинството, односно кворум за работа во собранието. Голем дел од тоа исто се должи на ковид криза, голем дел од нив и прилежа. За почеток, како изгледа да се биде пратеник во ова време во Македонското собрание? Па можам да направам една паралела од минатиот мандат, бидејќи сум во втор мандат пратеник и сегашниот мандат. Пандемијата е само штит или маска, плаш под кој се крие тенкото мнозинство. И пред да имаме заболени колеги од короната, кворум парламентарното мнозинство сегашно немаше ниту на седниците, ниту на комисиите во собранието. Јас не би сакала да излезам нехумана и безчувствителна и би сакала да посакам побрзо оздравување на колегите што се веќе позитивни на коронавирусот и побрзо да се вратат на работните обврски и во реалниот и во својот живот. Но проблемот со неостварување кворум не е сега и во време на пандемијата и претходно беше истиот проблем. Јас се повеќе чинам дека е проблемот не само во тенкото мнозинство, туку и во нивната неодговорност, затоа што сум доста активен учесник во комисиите во собранието, исто така и во седниците и можам да проследам точно што се случува на нив. Односно, за многу битни теми, суштински, кои што се актуелни во периодов и во изминативе месеци, дека мнозинството немаат кворум или се чекаат долго време за да остварат кворум на седниците и на комисиите, па комисиите и седниците закажани, ако се во 11 часот, започнуваат саат и половина со доцнење, плюс тоа што јас многу би сакала пред вашите слушатели, многу пати пред граѓаните, да се свртат камерите малку кон однесувањето на пратениците токму во салата, затоа што немањето кворум се приметува само на блиц снимки што идат од собраниските седници и многу би сакала подетално да се опфати атмосферата во салата и кај што се случуваат пленарните седници, но и во салите кај што се случуваат комисиите, каде што колегите од власта, односно од тенкото мнозинство, многу пати доаѓаат или без материјали за законите, или не дебатираат, најчесто не дебатираат. Најчесто колеги кои што дебатираме во собранието сме токму ние од опозицијата, од ВМРО ДПМН и коалицијата. И сметам дека не треба да проаѓаат туку така без дебата законите, особено суштински закони. Бевме сведоци дека токму ситуацијата кога беше со пред ветото за Бугарија, кога Бугарското собрание, пример, излезе со заклучоци до Европската Унија и имаше еден национален став кој што има дополнителна тежина пред бугарскиот народ, кога организиравме комисија за надворешна политика, два пати во два наврати ги повикавме на тие комисии, ниту се одзва пратениците од парламентарното мнозинство, ниту луѓето одговорни од владата, пример вице-премиер или министер за надворешна политика, за надворешни работи, кои што се должни со должна почит треба да реферираат и да не брифираат што точно се одвиваше во тие процеси, заради тоа што ние и како пратеници, но и како народ заслужуваме да знаеме што точно се случуваше во тие преговарачки процеси, а за жал бевме информирани само од медиумите. Што мислите, на што се должи тој игнорантски однос од власта?
према вас, пратениците? Власта не сака да говори на теми што не има одат во прилог, затоа што оваа власт, сега прво знаеме како дојда на власт, заради тоа што се одвиваа локалните избори веќе во време на пандемија и во време на пандемија тие се дрзна да прават подкуп со пари од граѓаните, затоа што видовме во медиумите излегоа снимки и слики како во малата со роми, во Прилеп, во Струмица, во Битола, сега истото го гледаме пред овие локални избори, дека делеа пакети и покрај тоа што беше вонредна состојба, за нив тоа не важеше. Плюс тоа што не обстоја на она ветување дека ќе има инклузивност и транспарентност во носењето на законите и тука мислам дека лежи поентата на нивното однесување, дека на теми на кои што губат, за жал, не сакаат да говорат, на најголемата тема на која што поентираа пред избори, тоа беше интеграција во Европската Унија, тие губат и токму затоа сметам дека не се појавија на комисијата за надворешна политика и ни за теми што се случуваат сега што се актуелни, тие навистина не сакаат да говорат и најчесто во собрание не говорат, многу ретко се случува да реплицираат или контрареплицираат, нема некоја активност. Сметам дека се чувствуваат лагодни во пратеничката функција, што не треба да е така, затоа што низата на случувања скандали што се случуваат во државата, сметам дека и како треба да дадат одговор и објаснување барем пред тие што ги гласале. Плюс тоа, ние како опозиција многу легитимно е да бараме одговори на се она што се случува, затоа што не може да си дозволиме како пратеници избрани од народот да сме ние информирани само од медиумите, не понижувајќи ја тука улогата на медиумите, благодарност и на тоа што ги имаме медиумите па да сме информирани, камо да не би постоеле медиумите, значи ние би немале никакви информации, но сметам и како ни заслужуваме одговор, затоа што на крајот на краиштата ние не ги поставуваме прашањата само затоа што нас не интересираат, затоа што преку нас ние ги поставуваме прашањата од граѓаните. И сметам дека треба да имаат образ, да излезат, па и доблесно е кога ќе се сгреши да се направи, да се даде објаснување и према граѓаните да дадат еден вид отчет. Но гледаме дека нема инклузивност и оние сите јавни расправи што ги прават, што велат дека е транспарентно носењето на законите со широк консензус, гледаме дека на многу јавни расправи бевме сведоци во собранието, кога навистина беа сите засегнати страни поканети на тие јавни расправи за секој соодветен закон, нормално од соодветната фела. Видовме дека покрај тоа што ќе се стават заклучоци, потоа тие заклучоци не се имплементираат во законските решенија. Тоа значи дека имаме проформа транспарентност, проформа инклузивност, на дело немаме инклузивност, плюс што еве последната јавна расправа што се случуваше во собрание, предпоследната, се извинувам, беше за образование, за новата концепција за образованието, каде што се уште немаме заклучоци. Тоа значи дека проформа повторно одржана јавна расправа, навистина цел ден се говореше, очигледно не им годеа тие забелешки што се кажа на говорницата во собранието и затоа ниту се ставени, ниту ќе ги применат во новата концепција. Со таков игнорантски однос, едноставно паѓа легитимитетот на оваа влада и на ова тесно мнозинство. Дали еве вие како пратеници и политичка партија ги информиравте меѓународните институции, затоа што еве конкретно и за оние закони во собранието препознатливи со европско знаменце, нели за да се намали расправата на 3 дена, да се ограничи, беа нотирани во извештајот на Европската комисија дека се злоупотребени. Дали цел овој период се што се случува, дали се информирани меѓународните институции и Европската унија? За се информирани и верувате дека го следат секој чекор на нас како избраници и на собранието и на владата. Иако за минатиот мандат имаше нотифицирано Европската комисија и во самиот извештај дека имаме над 45% закони во скратена постапка, плюс злоупотреба на европското знаме и со теми кои што пак не се навистина фокус на европските регулативи, баш злоупотреба имаме. Ја велам дури го искина ова мнозинство европското знаме од злоупотреба и на закони кои што едноставно само сакаат да ги протуркаат ни собранието.
ги имаат нотифицирано и во европскиот во извештајот на Европската комисија. Сметам дека и за оваа година и за овој мандат ќе имаат уште поголеми забелешки на носењето на законите, затоа што навистина овој мандат уште можеби се триплицираше употребата на европското знаменце и плюс носењето на закони по скратена постапка, плюс што ние како опозиција се соочуваме, тоа беше и случај во минатиот мандат, кога, пример во минатиот мандат, кога се бараше информација за загаденоста на воздухот, една исто од темите со која што тие дојдоа на власт, нели, знаеме има протести, па маскирани со маски шета низ Скопје, протестира, за да кога поднесовме информација за загаденоста на воздухот, требаше една година да помине за да ја стават на дневен ред. Повторно, од едноставна причина што е повторно тема на која што губат и не поентираат и на кој што пак расправа потоа беше изнесено многу неиздржани оправдувања дека во време на ВМРО ДПМН е било позагаден воздухот, како да е криво ВМРО ДПМН, но гледаме дека и во време на СДСМ загадувањето не се намали и мене ми е многу жал што таа тема треба да е можеби и број 1, нормално сега пандемијата, но паралелно со пандемијата треба да е загадувањето затоа што па и како влие врз здравјето на граѓаните, плюс што мерните станици или се поправат или не работат или намерно можеби не се вклучуваат. Едноставно немаме одговори на тие прашања и имаме право легитимитет да шпекулираме што се случува во позадина, затоа што од едноставна причина ние го приметуваме, има нон-стоп аларми од граѓаните дека има високо загадување, но одговори очетност од владата немаме. Околу светската пандемија и корона кризата се испостави, сепак испадна дека е ова најголема економска криза во историјата на човештвото. Премиерот Заев изјави дека владата во сите оние 4 сет мерки, петиот се уште не е изгласан во собранието, биле потрошени милиарда и 2-300 милиони евра. Потоа не се потрошени, биле наменети, Да, изјави дека се потрошени 350 милиони, некако се јавува некоја дупка од сериозна сума на пари. Беше издадена и нова евроврзница, претходната недела, 700 милиони евра. Некако година дена, исто како и со претходно најавуваниот датум, така и вакциниве ги најавуваат подолг временски период, никако да пристигнат. Можеше, требаше државава подобро да се справи со оваа криза. На кој начин би се дошло, пошто неминовно е еве и да се спроведе ревизија на сето тоа што се случувало изминатата година. Ние се наоѓаме на оние светски листи у топ 5 држави по број на заболени, по број на починати. Го гледаме секојдневно хаосот по болниците. Неминовно е да се направи ревизија на сето тоа, меѓутоа еве вие како опозиција реално можевте ли да допринесете повеќе за ова? Можевме и како да дозволеше владата, затоа што имавме сериозни забелешки, сериозни предлози во справувањето со пандемијата, но немаа слух за тие предлози. Од едноставна причина што и покрај тоа што сме опозиција, ние сепак сме народни избраници и имаме одговорност кон граѓаните што не бирале да го постигнеме тоа. Јас сакам да се навратам малце на првите пакети мерки што беа воведени од страна на владата, првично што беа задоцнети, второ што имаше мало искористување на самите мерки предложени од првите барем 3 пакети мерки, има околу 45 до 50%, тоа што кажува дека или мерките не биле добри и дека граѓаните немаат доверба за да аплицираат за мерките. Оно што го спомнавте дека се ветени беа 1,2 милиарди евра за ревитализација на стопанството, искористени околу 350, остануваат неискористени околу 850. Каде се парите? Конкретно прашање, каде се парите, заслужуваат граѓаните да им каже владата. Она што загрижува и тајмингот на носење на овие закони, јас морам да ви ги потенцирам, навистина ги запишав, затоа што во овој период се случуваат некои небулози со носењето на законите во собранието, затоа што имаме еден пакет мерки кои што се од низа задолжувања и тоа во различни сектори, па така
имаме 25 пример милиони евра за енергетска ефикасност задолжување. Претходно имавме 90 милиони евра за наменски кредит, го кажа, од кои што 1/3 од тој кредит беа наменети средства за труд и социјална политика, најголемата категорија во Република Македонија, бидејќи за жал сме социјална држава, и повторно има позадина, односно во насочувањето на тие средства подкуп кон граѓаните. Она што загрижува има во оваа недела исто 21,5 милиони евра во основното образование, 70 милиони евра за брз автобуски превоз, 50 милиони евра задолжување за земјоделие, 700 милиони обврзница која што ја спомнавте. Претходно имаше 300 милиони за домашниот пазар. Понатаму треба да се искористат 80 милиони од европските комисии, 500 милиони евра за клиничкиот центар. Се тоа во ред да се задолжат, значи излегува едно време нивниот лидер и премиер велеше има пари во буџетот, за да кога почна пандемијата да каже дека буџетот е лист хартија и дека нема пари во буџетот. Што е всушност симптоматично во ова? Ова се задолжувања кои што се закони поднесени од минатиот мандат, за кои што ексклузивно право имала владата, односно премиерот, да одлучи кои закони ќе продолжат со постапката во собрание. И сега е конкретно и многу легитимно прашањето. Ние се верифициравме овој мандат на 4 август. Зошто, ако биле многу важни овие закони, овие задолжувања, зошто не продолжиле постапките веднаш од 4 август, колку месеци се поминати од тогаш до сега, туку тајмингот го одбираат сега во период токму пред локални избори. Повторно се задолжуваат и овие генерации, и наредните не знам колку генерации, затоа што овие заеми ќе ги враќаат најверојатно нашите деца, внуци и правнуци. И ги бираат точно пред локални избори. Значи не може да не се помисли дека не се користат за подкуп, и тоа таргетирано во секоја целна група, во земјоделие, во труд и социјала, во основно образование, и тука има низа подпрашања од овие закони. Зошто, пример, за основното образование има 21,5 милиони. Многу закон од овие задолжувања немаат методологија, нема како ќе се распределуваат по кои општини. Па видовме сега кога се проверија сите состојби финансиски како стојат општините. Видовме дека имаме општини кои што не плаќаат даноци, на кои што ќе им се реалоцираат средства. За општините имаше веќе три закони, па од 2019-2018 имаше реалоцирани тогаш 50 милиони евра за подмирување на долговите режиски трошоци на општините, за кои што како пратеници ние многу пати баравме извештаи за што точно се потрошени парите, за да бидејќи видовме тогаш во јавноста излегоа низа информации дека одредени градоначалници си ги обновија возните паркови, па не знам каков мебел си нарачувале во своите канцеларии, но не видовме точен извештај за што се реалоцирани тие 50 милиони евра, плюс што после тој период наместо да немаат долгови општините, повторно имаат зголемено долгови. Тоа што значи? Дека со тие реалоцирани средства, и сега имавме исто два закони кои што поминаа едниот уште се расправа, мислам дека во собрание, за да се префрлат повторно пари кон градоначалниците под плаштот за равномерен регионален развој, но повторно имаме дискриминација на градоначалниците. Затоа што со реалоцирање само на средства и покривање на долговите, а видовме дека градоначалниците прво што не се одговорни, второ што не си ги исполнуваат надлежностите за што се избрани. Односно, одредени општини домакински си работат и си ги прибираат даноците од граѓаните, но имаме општини како општината Рачиново и низа општини, да не ги набројувам сега, кои што не си ги собираат даноците. Ако се реалоцираат повторно средства кон тие општини, тога се навредуваат сите оние општини кои што чишто градоначалници си работеле домакински и си ги собирале даноците од граѓаните. Што се креира со тоа? Дека и недомакински да работат градоначалниците, власта ќе им ги опрости долговите, ќе им ги опрости трошењата на народни пари по ресторани, по бутици, значи купување на возила и така натаму, со што се креира
неработници, градоначалници, се креираат неработници, но се креираат уште пострашно, се креираат дека немаат одговорност од граѓанските пари, затоа што тоа сепак тие се пари од буџетот, тие се народни пари кои што се реалоцираат, тие треба да идат за граѓаните, повторно за објекти за граѓаните. Но ние гледаме едно недомаќинско работење на градоначалниците. Верувајте дека кога одам во посета по општините, ние немаме општина каде што за жал вработените не се жалат и на мобинг од страна на градоначалниците. Значи ние сме сведоци на едно креирање на едни локални шерифи кои што незауздано трошат народни пари и вршат мобинг врз вработени. Со кое право, на вистина, и тие се избрани од граѓаните. Мислам дека треба сериозно да поведеме сметка околу овие работи. Затоа сме ние таму, бараме извештаи, посветено работиме, носто сме присутни во собранието, но одговорност од ова, навистина, од оваа влада не гледаме. Еве да опфатиме еден друг сегмент од оваа корона криза. Именно овој период веќе се преку 60.000 граѓани се останати без работа. Голем дел од нив се жени, голем дел од нив се самохрани родители. Вие како председател на Унија на жени, често пати ве гледаме дека често контактирате со партиското членство, меѓутоа и со граѓаните. Конкретно еве, овој период, година дена и оној период кој беше полициски часови, можевме да забележиме во полициските билтени дека некако нагло скок на онаа бројка на семејно насилство. Се чини дека државата не презема ништо да помогне на таа категорија на луѓе. Знаете како, не само што не превзема, ние во изминатиот период со консензус се донесоа два закони во собранието. Едниот беше за дискриминација, а другиот беше за семејно насилство. Ние учествувавме како пратенички и како пратеници сите ги изгласавме тие два закони со консензус. Јас многу пати велам, но тоа е нотифицирано и од Европската комисија дека ние имаме добри закони, но немаме нивна имплементација. Се би било подруго кога би се имплементирале законите. Пандемијата е катастрофална по жените, затоа што најголем дел од жените беа многу погодени од пандемијата. Не само што е зголемено семејното насилство, има некои податоци, и ова се официјални податоци од Министерството за внатрешни работи, дека 45% е зголемено семејното насилство во споредба со периодот од минатата година, и тоа негде 80 до 90% од тие се токму жените. Плюс друг еден момент имаше кога настана пандемијата и кога се прогласи вонредна состојба, најголем број од жените останаа дома, се грижеа за семејството, за домот, беа учители, наставници на своите деца, многумина од нив и ги изгубија работните места, и со што на жените стана уште поранливи. Не е само по себе да се донесе законот за семејно насилство, затоа што во тој закон предвидуваше дека во рок од 24 часа по должна почит ќе реагираат институциите, но ние гледаме дека нема реакции. Загрижува друго фактот што жените и тие што останаа прво во приватниот сектор, кој што во приватните бизниси кои што работеа жени, останаа да работат и во време на пандемијата, со што беа изложени, плюс и нивните животи, и животите и здравјето на нивните семејства. Имаше категорија на посебно низ истокот на Република Македонија, текстилните работнички навистина не беа заштитени затоа што се возеа во преполни автобуси, комбиња до своите работни места, и таму потоа букна пандемијата, односно имавме огромни кластери со што беа изложени и нивните семејства. И ако ние не можеме да како оваа влада, значи не ги заштити тие жени воопшто, зборуваме камоли па за заштита од семејно насилство. Јас ќе искористам оваа прилика, многу пати сакам да кажам дека ние мораме да кренеме прво како жени, јавната свест кај секоја една жена, дека мора да го пријавува семејното насилство, но тоа на збор е вака налик многу лесно. Кога нема одговор од институциите, не само што нема одговор, се обесхрабруваат, од друга страна немаат храброст
да проговорат јавно. Многу малку случаи има кои што говорат јавно, затоа што од едноставни причини. Прво ќе бидат на тапет од јавноста, второ ќе се економски, најчесто се, ако се невработени, се зависни од своите мажи и ние во иднина мора да работиме на економско јакнење на жените, бидејќи без економско јакнење не можеме да ги натераме да кренеме јавната свест и да бидат тие храбри да проговорат за голготата која што ја проаѓаат. Затоа сметам дека многу треба да се посветиме на ова, да стигнеме до секоја една жена, не само во урбаните, и во урбаните места имаме големо семено насилство, но и во руралните делови, но како што кажав, ако не се економски зајакне жената, навистина ние не можеме да очекуваме тие да проговорат, затоа што се економски зависни и го трпат тој терор заради децата, заради семејството да опстане. Навистина има тоа е поле на кое што стварно имаме многу работа. Не само овие жени кои што беа исто во здравствениот персонал беа најизложени исто во време на пандемијата, се соочија со незаштитеност уште во самиот старт и затоа говорат и податоците дека немаше заштитни материјали, ракавици, маски, визири, одела за да се заштитат тие и после известно време стана жртви и самите. За жал денеска одекна веста дека има починато докторка во Охрид, каде што имаме исто многу голем број на случаеви, како што кажавте дека сме први во број на мртви и број на заразени, а најмал број на вакцини имаме. Плюс што здравствениот персонал е веќе истоштен од борбата со оваа пандемија и од нивната изложеност. Но за жал владата не покажа грижа кон нив и не успеавме да сме пакет од оној солидарен фонд на Европската Унија, кој што имаше 530 милиони евра, да нашата држава биде дел од тоа, затоа што ние, нашата држава, не сме го исполниле условот да се потрошат за заштита на најизложените и нормално и за граѓаните. Од 30 милиони евра, туку се потрошени само 7 милиони евра, замислете. Од буџетот 4 милиарди евра потрошени се само 7 милиони евра за заштита. Само 7, тоа се поразителни, затоа еве ни ги бројките, за низа овие работи што ви ги набројав претходно, незаштитени текстилни работнички, недоволно заштитени здравствени работнички и навистина плюс што немаме заштита од вакцини. Ние сме една држава која што ги следевме сите овие скандали и небулози кои што беа во минативе недела до 2 во однос на вакцините. Замислете, премиерот и претседателот на државата како да не живеат во иста држава, па изјавуваат различни изјави. Односно, ако се ветуваше дека од декември до февруари ќе стигнат вакцините од Pfizer, претседателот на државата Пендаровски кажа дека Pfizer не ни сака да разговара со пазар помал од 2 милиони луѓе, што не е повторно точно, затоа што имам точно податоци дека пример Естонија е 1,3 милиони жители, од кои што веќе 82.200 има вакцинирано. Или пример Луксембург е 0,6 милиони жители, а веќе имаат 100.000 граѓани вакцинирани. И низа држави, Кенија, пример, има 1 милион вакцинирани веќе луѓе. Руанда има 340.000 вакцини. Судан има 800.000 вакцини. Гамбија 36.000. Сенегал 324.000. Јас намерно ги извадив овие бројки. Бахреин има 1,6 милиони жители имаат аплицирано. Андора има 77.000 жители и добиле 30.000 вакцини од Pfizer, а не се членка на Европската Унија. Затоа што навистина нашава влада не може да се вади на ниеден факт. Бангладеш има 4,2 милиони луѓе вакцинирано. Уганда има 864.000 вакцини. Сомалија има 300.000 вакцини. Замислете, на сите овие бројки ние имаме одвај 4.782 вакцинирани од здравствен персонал, а нели имаме добиено скоро 11.000 вакцини, па нели имавме изјави дека може да се вакцинираат и по 2.000 дневно, испаѓа дека не може да се вакцинираат и по 2.000 дневно. Замислете, една Албанија, една Србија почнаа со вакцинација, а кај нас не може да се довакцинираат здравствениот персонал,
а камоли да се вакцинираат, не знам, просветни работници, граѓаните кои што се најзасегнати, не знам, повозрасните категории на граѓани кои што се најизложени, кои што им треба. Тоа е многу голема пропуст со вакцините и навистина граѓаните останаа незаштитени. Да, меѓутоа од власта имаше објаснување дека до сега не знам, имаше една таква, можам слободно да ја кажам, несрекна изјава дека до сега не се набавиле вакцини поради тоа што не сакале да македонските граѓани да бидат заморчени, едноставно кажано. Какво оправдување е тоа? Каква одговорност еве ќе побарате вие ако еве стварно помине долг временски период, нема се уште од вакцини. Пресметките се дека еве ако сме набавеле до сега, сме аплицирали, имавме набавено ние милион вакцини, ќе беа спасени околу 1200 до 1500 човечки животи. Дали треба власта да одговараат, не знам, за убиство од небрежност за тоа што не го направиле тоа? Мислам дека за секоја една жртва од пандемијата треба да се одговара за тоа што дали кога би реферирале, ние како пратеници имаме механизам со поднесување на интерпелации кон одговорните министри за пандемија. Но од друга страна кога тие би се бранеле, би требало да реферираат кон граѓаните. Што всушност насочиле од буџетот за справување со пандемијата. Видовме дека само 7 милиони евра се потрошени. Што значи дека граѓаните не биле доволно заштитени. Кога почна пандемијата, она што беше приметливо и јавно го кажуваа докторите дека здравствениот персонал остана незаштитен и се снаоѓаа сами. Тогаш имаше една иницијатива граѓанска на која што како Унија на жени се приклучивме и нормално како општествено одговорна партија, тога се приклучивме кон таа акција на изработка на капи и калси и секаде дониравме во клиниките и во приватните здравствени установи каде што недостасуваше и каде што имаше потреба. И навистина имаше многу голема благодарност и многу добар одзив на таа граѓанска иницијатива на која што ние дадовме поддршка. Замислете, оние што ни се најизложени и што ни се најпотребни, тие требаше да се стимулираат со дополнителни зголемени плати. Значи, кога ќе реферираат, пример, кога би министерот за здравство кога би реферирал, би требало тоа да го кажува. Но тој не може да се пофали со навистина превземени сигурни чекори, упатени средства од буџетот. Ние гледаме дека сите средства што се реалоцираат или пренасочуваат или се користат од европските пари. Ние гледаме дека се насочуваат само да ги обезбедат нивните идни фотели. Значи граѓаните го гледаат тоа, ние секојдневно имаме прашања што точно се случува и навистина не се слепи ниту глуви. Затоа што конкретно не прашуваат. Кога ќе видиме дека нема доволно вложено за оние што треба да не штитат докторите и сестрите, што останува понатаму? Јас намерно инициирав за 8 март да подариме цвеќе во инфективната клиника како најистурена клиника. Мене ми е многу жал, но во наредни прилики се надевам дека ќе имаме можност да ги уважиме сите здравствени работнички, значи без разлика дали се докторки, сестри, хигиеничарки, болничарки, сите се тие заслужни за борбата и грижата за заразените од короната. И навистина ги уваживме со подарок цвеќиња, рози, подаривме за денот на жената за 8 март во инфективната клиника, зашто беа прво многу беа изненадени затоа што за прв пат партија Унија на жени од ВМРО ДПМН инициирала еден таков чин што навистина некогаш не кошта многу, но сакавме да ги уважиме затоа што навистина се на првите борбени линии, навистина ги уважуваме како херои на ова време, но трогателен е фактот кога сваќаме дека навистина не биле заштитени. Ние пробавме се што можевме со наши ресурси, но друго е државата кога ќе ги заштити. Затоа имаме и доста и доктори кои што се починати. Зарем треба да дозволиме, видете сега немаме магично стапче за да ја прекинеме пандемијата и овој вирус кој што е многу заразен, да. Но од друга страна треба да ги преземеме сите механизми. Замислете да нема докторка, сестра која што треба да влезе во собата со пациент кој што е заразен од ковид, да нема соодветна заштитна опрема. Како таа ќе се грижи за тој пациент?
самите станаа жртви после известно време. Со тоа и нивните фамилии. Сведочеа многу доктори дека беа одвоени од своите семејства. Навистина тие поднесоа невидена жртва и јас навистина ги поздравувам и исклучително повторно ќе кажам дека ги почитувам. Но државата не направи за нивна заштита. Тие тоа многу добро го знаат. Во пресред на пописот кој што започнува за 16 дена, треба да се спроведува. Официјално има околу 4000 попишувачи. Секој од нив треба да влезе во 500 домови. Во време кога ни предстои нов бран, имаме нова мерка, повторно имаме полициски час. Бројкиве повторно идат. Преку 1000 заразени, повторно имаме преку 20 починати. Се загрозували намерно здравјето на граѓаните за исполнување на некаков политички договор за етнички проценти во државата? Многу е легитимно прашањето, затоа што прво со овие прашања се соочуваме секојдневно, второ ги поставуваме и ние. Бевте сведоци, сигурна сум како медиум, дека во собранието и кога се носеше законот, навистина ревносно се боревме за тој закон да се измени, затоа што навистина имаше низа недостатоци и тоа издржани забелешки, издржани амандмани имавме, иако поднесовме како партија и коалиција 27 амандмани суштински, значи ниеден не беше прифатен, паушално беа одбиени, дури за некои немаше многу објаснувања. За да сега пред минатава недела поднесовме и закон за да се поништи тој закон за попис, баш затоа што не само затоа што не беа прифатени забелешките, туку навистина имаше недостатоци тој закон. За да сега следиме изјави на самиот директор на Државниот завод за статистика дека само пандемијата може да го спречи пописот. Уште една контрадикторност на оваа власт е токму одбивањето на пописот во време на пандемија, и тоа прво што е од светски размери, второ што сме држава со најлоши резултати во делот на пандемијата, со најлошо справување за пандемијата, што имаме најмногу жртви, најмногу заразени. Тие сега повторно и не може да не ви е легитимно размислувањето и одговорот на прашањето дека се работи за политички договор. Затоа што, како што кажав, уште една контрадикторност на самата оваа власт. Од една страна огромен број на заразени, од друга страна попис. Зарем тие сега што треба да се обучуваат, да се прават, тестирања во самите општински пописни комисии, каде што ќе учествуваат нормално луѓе. Тие се потенцијални кластери. Затоа што еден да има заразен, таа пописна комисија веќе е кластер. Замислете се, тие попишувачи треба да излезат и денес да поминат, како што они предвидуваат, 30 куќи или станови во ден. И ќе поминуваат од куќа во куќа, од стан во стан. Прво, јас како одговорен родител и нормално се плашам дека ќе донесат короната во мојот дом. После има изјави дека ќе попишуваат пред згради и во дворови. Значи, ако толку беа дека треба да точно ние сме за тоа, дека треба да има попис. Но во овој момент и со ваков закон не. Може да се одложи затоа што развиени економии кои што, да се разбереме, пандемијава клекна земји и држави развиени економии во Европа. Но што е разликата меѓу развиените економии и нас? Кај нив се кажува реално како е работата, кај нас се релативизира реалната ситуација. Значи не може да се кажува добро се справуваме со пандемијата на толку број на жртви и на заразени, и од друга страна да се протуркуваат работи кои што се неодговорни, не се хумани. Да се одбива пописот во ова време кога имаме толков број на заразени, тоа е неодговорно и нехумано. Исто како што кога имаше објави се вакцинираат или не се вакцинираат, туку се примаат инфузии во дворови пред клиники или ќе се прават пунктови во гаражи. Па ќе ве молам. Значи во 21 век, значи не може да се извада дека нема предвидливост во економијата и сега мора да се одржи пописот. Очигледно е дека сваќаат дека го губат плото под нозете, дека ќе ја изгубат власта, затоа што на волку скандали и корупција не може да не ја изгубат власта, едноставно граѓаните се свесни со каква власт имаат корумпирана работа,
и очигледно гледаат на брзина да го протуркаат. Ама не може да се протурка пописот на грбот на граѓаните, на здравието, на грбот на здравието на граѓаните. Многу неодговорно, затоа јас јавно ќе апелирам до оваа власт да го одложат пописот, затоа што прво се одвива во период кога навистина секој граѓанин е загрижен за своето здравје, плюс што не се одвива со целосен консензус, ниту народен, ниту политички, и имаме и онака силна политизираност во општеството. Сметам дека треба за некој месец, за некоја година, можеби, до година, значи, после 19 години немање попис, навистина не беше проблем да се одложи пописот барем за уште една година. Сметам дека развиени економии, соседите околу нас ги одложија пописите, се посветија на борбата со пандемијата, затоа што ќе попишуваат ако имаме ние многу умрени граѓани. Мислам дека приоритетите на оваа влада, они патат во своето владење токму во тој дел, не знаат да одредат приоритети. Приоритет е здравието на граѓанинот, неприкосновено право загарантирано со уставот. Првата одговорност нивна е тука. Тие го се косат со уставот со тоа што прават попис. Јас претходно повикав и на попишување баш на мојата страна, повикав на попишување на диаспората, токму од причини што знаев во која насока е тенденцијата на оваа власт. Имав низ забелешки, но вистина со пандемијата се менува од ден во ноќ работата и секој ден имаме различни бројки. Зошто тогаш да не се сменат ставовите? Ние сега чекаме здравствената комисија. Замислете, нашето здравје да зависи од здравствената комисија со заразни болести која што ќе одлучи дали да се прави попис или не. Секој граѓанин што ми приоѓа, ми вели јас не ги примам попишувачите. Ама кога ќе му објасниме дека преку закон оваа власт сакаше да ги заплаши граѓаните дека ќе ги глоби со 200 до 300 евра доколку не ги примат попишувачите. А кој ќе носи одговорност и кој да глоби оваа власт со тоа што ќе загрози илјадници, стотици илјадници животи на граѓаните? Неодговорно и многу голема контрадикторност е што се одвива попис баш во време кога се зголемуваат бројките, затоа што имаме трет бран, трет пик во пандемијата и мислам дека најодговорно би било да се прекине пописот, да се почека да се стивнат бројките, а после тоа да продолжи. Инаку вака со силување, како што тргнале они цело време така владеат за жал, со присилување, со силување на војата на народот, ниту они нема да завршат добро, но јас се грижам многу повеќе за тоа како граѓаните ќе завршат. Навистина многу е огромен револтот кон граѓаните. Замислете, веќе имаме граѓани кои што од лани од март, од кога е вонредната состојба, не излегуваат да пазарат, им пазарат луѓе, замислете, за да не се изложат на короната, а сега ќе треба да примат попишувачи. Тие граѓани ја не верувам дека ќе примат попишувачи. Плюс што друго еден парадокс што се случува, што ни за поплаки имам овие денови, јас се сметам задолжна како избрана од граѓаните да ги споменам. За жал ние во 21 век и во време на пандемија ние имаме граѓани кои што се исклучени и од вода, и од водовод, и од електрична енергија. Има сериозни поплаки, наместо да се насочи владата кон решавањето на тие проблеми на граѓаните, затоа што замислете кога хигиената лична е број 1 и неприкосновена за да се соочиме со пандемијата, нели се апелира како за да се заштитиме од самиот коронавирус, не се решаваат тие проблеми, имаме поплаки на граѓани и на високи сметки и на исклучени од електрична енергија, плюс што сето она што се пренасочи како пари од буџетот, не се пренасочи кон уште еден сегмент за заштита на граѓаните. Нели се апелира да се користи витаминска терапија. Прво што кошницата потрошувачка на граѓаните е зголемена затоа што во време на пандемија се зголеми цената на струјата и на водата. Плюс тоа, еве пример, не мора да земаме за пример поголемо семејство. Ние сме пример 5-члено семејство. Замислете да треба да се заштити со витаминска терапија 5-члено семејство, еве најчесто 4-члено семејство имаме во Република Македонија. Колку чини, тоа не се погрижи владата. Не се погрижи за цените на тестовите за корона. Затоа што граѓаните се препуштени сами на себе.
затоа што плаќаат многу големи суми за да се тестираат. Замислете да се тестира едно 5-члено семејство, колку сума треба да одвои? Па немаат сите семејства можност. Оставени со граѓаните, замислете, немаше капацитети и претходно и сега во овој пик нема капацитети, нема кревети во болниците. Знаете ли колку граѓани ми се јавуваат дека ги шетаат од болница до болница и тоа со симптоми тешки на гушење, затоа што нема кревети или се оставени во ходници да чекаат, не дај Боже, некој да почине за да го примат во болница, кислородна поддршка да му дадат. А тоа е трогателно во 21 век. Па каква грижа за граѓаните? Каков попис? Па тој човек се бори за здив да земе, а замислете дека тој ќе треба да му дојдат попишувачи да се попишува. Мислам, парадокс до парадокс. Како да ви кажам? Господја Пешевска, некаде октомври месец не очекуваат локални избори. Нормално ако некако се намалат тие бројки и нема повторно нов пик, некаде ми се чини дека на почетокот на октомври треба да бидат локалните избори. Какви резултати очекувате како политичка партија и дали има простор да се очекува и одржување на предвремени парламентарни заедно со локалните избори? Ја очекувам победа на ВМРО ДПМН на следните локални избори. Кога би извојувале победа на локалните, сигурно ќе биде победата и на парламентарните избори, но ќе кажам дека мора да ни е приоритет здравјето на граѓаните. Како одговорна партија, општествено одговорна, до сега многу пати сме докажале со низа наши активности, со низа наши чекори, дека сметаме дека треба да ги креираме политиките, зашто пандемијата ни даде една сосема друг терк на животот и во секојдневието. Ние можеби ќе кажеме се навикнавме да живееме со пандемијата, но од друга страна се соочуваме со низа обструкции. Ние сме замаскирани, ние сме нонстоп со средства за дезинфекција, плюс што ми смета фактот што не можеме да се препознаеме како луѓе, се оддалечивме од своите најблиски и сметам дека сега следните чекори било која власт да е. И сегашнава, за жал што не ги креира така, и наредната кога би биле ние, треба да ги креираме политиките и чекорите, сите проекти што би се креирале да бидат во согласност со пандемијата. Затоа што немаме народ, немаме држава. Ако го заштитиме народот, имаме држава. Тоа е мојот одговор и мислам дека во таа насока треба да се насочиме. Ви благодарам, господја Пешевска, за вечерашното гостување. Ви благодарам и јас на поканата. Тоа беше вечерашното издание на емисијата Филибастер. Нареден термин се слушаме во среда 20 часот и 10 минути. Имајте убава вечер.